Добар ден и среќен ден од Владо Павлов. Ќе бидам едноставно многу краток. Да си има толку злоба за некои одредени вистини за кои што немаат некои лица одговор, тоа значи дека им треба помош на тие лица. Но, тоа си е нивен проблем и одеме со третото правило на универзумот, може би ги боли, а тоа си е нивен проблем, бидејќи во овие моменти нешто што најмалку треба да правиме е да се водиме со првото и со второто правило на универзумот. Верувам дека не сте заборавиле кое е трето правило на универзумот. Моето трето правило на универзумот е игнор. 100% и повеќе не влегуваме во нивната енергија. Најголемиот греф на денешницата е греф да ти зема енергија, а да не ти возвраќа оноку колку што ти си му дал енергија. А некој, како енергетски вампир, да влие толку злобно, нема потреба никој од вас да се замара. Ова моје вклучување во живо е за нашите пријатели кои што се секојдневно со Владо Павлов, кои што имаат и група, јас не сум во таа група. Ако имате одреден страв и се плашите, можете слободно да ми пишете или да ми се јавите и да ми кажете. Значи, ова моје видео конкретно е за моите во нивната група. Ако се плашите или ако имате ниски вибрации и не сакате да учествувате, слободно отстранете се од таа група. Ете јас, Владо Павлов, ве повикувам да се отстранете од групата, затоа што ниските вибрации не се врлина на Бог и на Божеството. И вака, можем и с име и презиме да ве кажувам сите. Затоа што кај мене е се транспарентно. Како што во иднина ќе ги кажувам с име и презиме сите оние кои што учествуваа во заговорот, а се наши блиски соработници биле. Значи, слободно можете да се отстраните и да не се замарате со ништо. Ете јас ви одобрувам да бидете настрана и да бидете со третото правило на универзумот, затоа што на ваков начин на кој што во ова време, кога треба да се шири вистината, вие сте со ниски вибрации, уплашени, балосани и не знам како ли не. Секоја чест за поединци, ама поголемиот број е така. Или слободно кажете ми, ете пред сите кои што го следат ова видео, слободно да кажете ми дали треба да избришиме групата. Ете јас ќе чекам. Значи слободно сакам да знам, затоа што кај нас е се со љубов. Значи нема претензии, нема било што. Основно правило на нашиот живот денешен, по кој што се водиме сите ние, е вистината, правдата и љубовта. Ако се плашиме да споделуваме нешто што е вистинито, тогаш на кого му служиме? Значи ве прашувам, на кого му служиме ако се плашиме да споделуваме нешто што е вистинито? Имавме одредени напади од лица од Кичево, но тоа ми е јасно. Значи, тие не се единствени, тие се од секогаш тука, затоа што нивниот Бог е таму кај Бигорот и за нив Јован е Бигор, така да јасни ми се тие од кај дуваат и од кај делуваат и од кај дува ветерот. Затоа ќе ги испратиме, уште малку нека си тераат по нивниот Бигор таму и нека уживаат у благодетите на Бигорот, а јас ќе ви оставам една слика од минатото, кога како припадник на специјалните елитни единици во Волци и кога имаше албански немири, сум бил
и имам слики со господинот, со тој дотичен господин, нели, поп Зоки, такозвани Партени, а имам и слика од него и од Доситеј, уште од првите денови кога е Доситеј во Бигород, па ќе ви испратам слика да видите некои одредени активности, кој што и како, и затоа знам од каде дува ветерот, и затоа ве знам сите. Слободно злото во себе можете да си го испратите таму од каде што ви доаѓа, а ви доаѓа од Бигород. За мене Јован е жива вода и ќе остане жива вода. За мене Јован е бел лик со плави очи и со кадрава коса. Таму нема лик кој што вие го гледате преку такозвани Партени или поп Зоки со поврзаноста на белиот Јован Крстител, со плави очи, со белина, со убајина, со светлина. Таму имате црн лик, а ќе ви испратам слики, самите да се уверете, едни црни очи темни, кои што поголемиот број од оние мои пријатели кои што поминале таму, ми кажувале многу работи кои што не сакам да ги соопштувам, ама верувајте ми, многу се гнасни. И вие од таму да се стремите на некој кој што ја кажува вистината со толку злоб натре, а престојувате таму и велите дека сте љубов, секој ви чест ако тоа за вас е љубов. Продолжете и понатака со таа љубов, а јас со љубов ќе ви го прифатам вашето зло и ќе ви испратам од таму каде што вие сте испратени тоа да го пишете за Владо Павлов. Ве сакаме, останете ми во љубов, уште еднаш, пишете во пораки дали треба да се избрише нашата група, ако останеме монотонни и ако продолжиме со ова темпо, себично, секој да си гледа за себе, да не ми е гајле што ќе биде на другиот и да седеме тука само како лампиони, украсени на новогодишната елка. Уште еднаш ве прашувам, ако треба ја бришиме уште денес групата, нема потреба да имаме група, затоа што не треба денес во ова време да има лампиони украсени на новогодишната Јанусова елка, туку треба секој од нас да работиме, да дадеме се од себе, да шириме вистината и правдата, затоа што еве кога, каде, што и како за некој ден ќе почне Турција, па ќе ве прашам тогаш кој, за каде е и за дека е, како што велиме ние во Кочани.